Музеот на Југославија во Белград располага со импозантна збирка од повеќе од 200.000 музејски предмети, од кои што се изложени некаде околу 75.000, што го прави еден од најбогатите историски архиви во регионот. Во збирките може да се најдат лични предмети на Јосип Броз Тито, како негови униформи, одликувања, подароци од светски лидери и приватни фотографии. Посебно интересна е колекцијата на штафети од Денот на младоста, кои биле символ на единството и лојалноста кон државата. Покрај тоа музеот содржи уметнички дела, пропагандни плакати, филмови, документи и предмети од секојдневниот живот, од мебел и мода до техничка опрема и сувенири. Овие експонати не само што ја прикажуваат политичката историја, туку и начинот на живот, културата и вредностите на луѓето во тоа време. Со ваква богата и разновидна колекција, музеот нуди целосно искуство кое ги поврзува личните приказни со поголемите историски процеси. Музеот представува единствена институција која го чува и интерпретира наследството на поранешната Југославија. Сместен е во мирен дел од градот. Овој комплекс ги обединува историјата, културата и политичките промени на едно време кое оставило силен печат на Балканот. Во рамките на музеот се наоѓа и Куќата на цвеќето, место каде што е погребан Јосип Броз Тито. Куќата на цвеќето ќе можете да ја видите во наредно видео. Тој е еден од најзначајните лидери на 20. век во регионот. Овој дел од музеот привлекува бројни посетители кои сакаат поблиску да ја разберат личноста и времето во кое тој владел. Постојаните и превремените изложби во Музеот на Југославија ги прикажуваат секојдневниот живот, уметноста, идеологијата и меѓународните односи на државата. Преку фотографии, лични предмети и архивски материјали, посетителите добиваат целосна слика за развојот и распадот на Југославија. Овој музеј не е само место за сеќавање, туку и простор за размислување и диалог за историјата и идентитетот во современото општество.